Господине Алими, да бидеме сериозни. Мене ми е јасно дека вие како дуи тешко е да го одбиете амандманот. Поради ваши причини и политички и понатака да не навлегувам во суштината на проблемот. Тешко е да се отфрли овој амандман, затоа што ако до сега не обвинувате дека амандманите се поднесени само за конкретни населени места, па им давате некоја друга димензија на барањата, тука не можете. Значи овој амандман со кој се бара решение за граѓаните без разлика на нивната национална припадност. Ова е за сите граѓани. И ова е точно амандман кој што во голема мера го решава сообраќајното решение во делот на трговската размена со Република Косово. И на вас ви е тешко ова да го одбиете. Сега добро или лошо во целата работа, не можам тоа да го дефинирам, што господинот Исмаили не го предложил, бидејќи тогаш по автоматизам тука заменичката ќе го прифатеше. Но и ние имаме средби со граѓаните, имаме средби со стопанствениците и ова е нивно барање, не е наше барање. И многу е тешко да се отфрли. Јас знам и затоа не сакам да сум на ваше место во овој момент и да предлагате решение кое што не е дефинирано. Значи вие велите вак, вие сте во една сива зона во однос на расправата за амандманот на комисија. Зошто? Затоа што расправата во комисија не познава да се разгледа уште еднаш амандманот после едната пауза, па после другата пауза да се консултира заменичката министерка со кој да се консултира. Таа е избрана да носи одлуки овдека, нема со кој да се консултира. Ова е проблем кој што ги тангира граѓаните, стопанствениците. Или ќе излезете во пресред на стопанствениците и на граѓаните, или за тоа ќе барате флоскули како тоа да го одбиете. Затоа што не ви е договорен најверојатно со СДСМ, или имате приоритетни улички кои што треба да ги решавате во Чаир, во Бутел, еве во аеродром ако сакате кисела вода. Не е проблем, не давам национална димензија на проблемот. Но тешко е да се одбие, јас знам. Оваа комисија, господине председавач, според јас кога што го познавам деловникот, не познава термин да се разгледа уште еднаш, па после едната пауза да гласаме или не гласаме. Значи можеме или можете да го прифатите, можете да го одбиете, зборувам како мнозинство, ние опозицијата ќе го прифатиме, бидејќи е наш предлог и е потреба на стопанствениците и на граѓаните. Значи може да го прифатите уште еднаш, може да го одбиете, или може заеднички овдека на комисијата да го видоизмениме, да ги намалиме средствата, да го почнеме процесот, да се направи проект ако нема проект и за одредено време од сега, од позиција 0 да дојдеме до некоја позиција која што ќе значи решение на проблемот на стопанствениците. Јас сум уверен дека вие го користите оваа делница и многу од нас ја користат и наидуваат на сериозни проблеми како обични граѓани кои што само гравитираме низ тој дел на градот Скопје. Но замислете ги стопанствениците. Ако товарното возило треба да му биде, не знам, карикирам, од Скопје тргнало во 12 часот, треба во 14 часот најдосно да му биде во Приштина, тоа да му дојде можеби вечер во 18 часот или 20. Не е исто. И затоа ќе ве замолам, охрабрете се, не е ништо страшно. На ваше место седеше таму во петокот Реджо Исмили, 2 амандмана му прифати заменичката министерка, од 4 негови предложени, опозицијата има 300 амандмани предложени, до сега само еден и со тоа е веќе направен добар пиар, 2 се извинувам, голем процент на усвоени амандмани, ама затоа господинот Исмили има 2 прифатено од 4 предложено. 50%, тоа вака значи, ако ги поистоветиме работиве, од нашите околу 300 предложени, 150 заменичката министерка да прифати. Но, како и да е. Да се вратам на темата и, еве, заедно, ако за тоа немате согласност од СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ и останатите представници од другите политички партии во оваа комисија, да го изгласаме амандманот. Јас мислам дека тоа колегите од СДСМ нема да ви се наљутат, бидејќи таму има и нивни членови граѓани на кои што ветиле дека ова ќе се направи, ова сообраќајно решение булеварско, ама до сега не е направено. И уште еднаш ве замолувам, размислете, пауза не ни е потребна, јасен е амандманот, имаме 3 опции: да го прифатите, да го одбиете или да го видоизмените, или евентуално вие, како Ејуп Алими, почитуван колега, да се придружите на амандманот. Од тоа корист има и Македонската стопанска комора и Косовската стопанска комора. Ви благодарам.